Во регионот во 2017 имаме намалување на реалниот раст во однос на тоа што беше очекувано во нашиот претходен извештај. Значи падот е, како што беше напоменато, од 3,1% на 2,4%. Главни двигатели на ова намалување се Македонија, како што веќе беше напоменато, меѓутоа и Србија како најголема економија во регионот, каде што поради да речеме долгата и ладна зима, активностите во земјоделието и во енергетскиот сектор беа со значителен негативен ефект. Во однос на Македонија, во 2017 забележуваме има фонија. Во 2017 забележуваме значителен пат на преработвачката индустрија и градежништвото како два главни двигатели на економијата во минатите години. Ова посебно се однесува на првите 3 квартали, каде што е евидентен падот во двата сектори. Со тоа што во четвртиот квартал се забележува постепено мало закрепнување во преработвачката индустрија, што е секако позитивен тренд. И тука би напоменал дека овој тренд го гледаме и во првите месеци од 2018 година, што не упатува на можност за позабрзан раст во 2018 година, како што веќе напомена и господин Мантованели. Во однос на градежништвото, тука се уште сликата не е доволно јасна, со тоа што имаме се уште пад на активностите во градежништвото. Тие пред се движени од да речеме привремено пролонгирање на некои проекти во јавните инвестиции, кои што се резултат на заложбата на владата да се ревидираат овие проекти од аспект на квалитетот на истите, што би довело до идејата да се има некој подобар менеджмент на тие јавни инвестиции, што секако би довело до позабрзан раст во иднина од аспект на поголем квалитет на истите. Добро. Во однос на пазарот на труд, како што веќе беше напоменато, значи имаме позитивни движења во регионот, од прилика околу 190.000 ново креирани работни места во регионот. Македонија е секако позитивен контрибутор на ова поле, од прилика 17-18.000 нови работни места креирани во 2017 година. Тука би напоменал дека во првата половина од годината, значи значен дел од овие ново креирани работни места беа поттикнати од проектот Македонија вработува, кој што, како што знаете, во минатите едиции на истиот извештај сме напоменувале дека има значени фискални импликации со оглед на тоа што има ослободување од плаќање на социјалните придонеси и персоналниот данок за овие ново креирани работни места. Значи да речеме за позитивно да се истакне дека овој проект беше прекинат во јуни 2017 година, меѓутоа и покрај тоа имаме тренд на креирање на нови работни места во втората половина од годината, така да значи може да се забележи некој позитивно поместување на пазарот на труд и покрај стагнацијата во економијата. Позитивно да напоменеме дека значи во иднина властите би требало да се фокусираат на тие активни мерки за креирање на пазарот на труд кои што не би имале толкави фискални импликации како што беше во минатото. Во однос на значи друг тренд кој што го забележуваме во регионот е дека имаме зголемување на трендот на имиграција практично во сите земји од регионот со различна динамика. Во некои од земјите како што може да забележите тоа се Босна, Албанија и Косово. Не е тука, меѓутоа е значи нивото на имиграција веќе достигнува скоро половина од популацијата која што е во земјата. Значи овие имиграциони трендови од една страна значи ги олеснуваат притисоците на пазарот на труд во економии како што се земјите од Западен Балкан, каде што имаме сепак недоволно креирање на нови работни места. Меѓутоа од друга страна значи тие иселеници кои кога праќаат дознаки во земјите од каде што потекнуваат придонесуваат до зголемување на расположливиот доход на луѓето значи на нивните роднини практично. Меѓутоа друг негативен ефект од ова имиграција
е дека овие дознаки практично се зголемува на резервацијска плата, како што се технички се нарекува, па имаме помал интерес на луѓето кои што ги примаат овие дознаки за активација на пазарот на труд, не? И во случајот на друго што треба да се истакне тука е дека значи се забележува тренд на доста висок тренд на овие доста висок број од овие имигранти се со високо образование, што секако е загрижувачки тренд за како за земјите од регионот, вклучително и Македонија, со оглед на тоа што ако овие земји се стремат за позабрзан раст во иднина, пожелно е и корисно да овие луѓе со високо квалификувана работна сила да бидат да има политики кои што би ги задржале овие луѓе во земјите. Во однос на надвршното окружување, билансот на плаќање практично, значи забележуваме дека извозот растеше побрзо од увозот од 2017 година. И со тоа имаме намалување на тој трговски дефицит, исто така и билансот на сметката на плаќање практично е намален во 2017 година во однос на претходните години, каде што сепак беше низок, така да овдека не забележуваме некои позначителни притисоци за економијата генерално, вклучително и притисоци врз курсот на еврото, со оглед на тоа што имаме де факто врзан курс на еврото, не? Во однос на странски директни инвестиции забележуваме мало опаѓање во 2017 година, што сепак е очекувано со оглед на тоа што е година на политичка криза, па и капиталот, како што знаете многу добро, не е малку, има верзија во однос на тие несигурности. Меѓутоа сепак е релативно солидна бројката на странски директни инвестиции кои што дојда во Македонија во 2017 година и тоа што би го истакнал дека нивното ниво практично обезбедува целосно финансирање на дефицитот на тековната сметка, што е позитивно пак за врзаниот курс кој што го имаме со еврото. Во однос на извозот на десниот график од ваша страна, позитивно да се стегне од 2017 што забележуваме и позитивен придонес од така наречените домашни извозници, не, покрај континуираниот позитивен придонес во извозот од странските директни инвестиции. Ова пред се должи на закрепнувањето на економиите во Европската унија како наш главен трговски партнер. Во однос на фискалниот дефицит, како што веќе напомена господин Антованели, значи во 2017 година практично имаме исто ниво на фискален дефицит како и во 2016 година. Значи веќе беше напоменато, значи имаме повисоко ниво на приходи во буџетот, меѓутоа од друга страна имаме и зголемени расходи што доведува во тоа да речеме неутрално, без немаме зголемување на фискалниот дефицит. Она што би го издвоил е дека значи ние поздравуваме заложбата на владата за фискална консолидација во наредните години, со оглед на фискалната стратегија која што беше објавена. Како што напоменавме во минатото, значи пожелно е во ова фискална консолидација да биле попратена со мерки кои што ќе обезбедат долгорочно, значи зголемување на приходната страна, меѓутоа и таргетирање на расходите кои што ќе со однос на ефикасноста на истите кои што не би довеле до раст во идните години и на тој начин притисок врз фискалната сметка, не. Во однос на јавниот долг, како што знаете, имаме намалување од 2017 година и тоа е прво намалување после 2008, ако не се лажам. Ова намалување главно се должи на практично стратегијата за управување со тој јавен долг, каде што во 2017 година се искористија акумулираните депозити на владината сметка, не за отплата на практично за сервисирање на тие финансиски потреби кои што ги има владата, не. Накратко само, значи во однос на таа фискалната одржливост во иднина секако побарува зголемување на како што веќе напоменав на приходите и подобро менаџирање на расходната страна, не.
Како што може да видите, Македонија во однос на приходите е ниско рангирана во Европа, значи пониско од нас е само Косово и Албанија, и од тој аспект, значи ние сметаме дека има простор за зголемување на практично на приходите, на приходната страна на владата, како од аспект на подобрување на ефикасноста на наплатата на даноците, така и од аспект на зголемување на квантитетот на истите. Тука исто би напоменал дека битно е овие дополнителни приходи кои што би се собрале да бидат искористени во продуктивни цели, а не како што имавме случаи во минатата да бидат искористени практично за зголемување на тие тековни трошења, често пати на нетаргетирани социјални трансфери.